Добра вечер ви посакувам во ново издание на Дневникот. Ова се настаните на денот. Доктор Асани порачува вакцинираните да бидат предпазливи. Во завршна фаза комплексот на спомен Костурница. Утре започнува вториот меѓународен фолклорен фестивал. Председателот на Сдруженијето на матични лекари од Куманово, доктор Фатмир Асани, ги повикува граѓаните да се вакцинираат, а оние кои што веќе се вакцинирани да бидат предпазливи. Граѓаните да се вакцинираат, а оние кои што веќе се вакцинирани да бидат предпазливи, бидејќи и тие можат повторно да бидат позитивни на коронавирусот, апелира председателот на Сдруженијето на матични лекари од Куманово, доктор Фатмир Асани. Според него, основната причина за зголемувањето на бројот на ковид позитивни пациенти се присуството на поголемите собири и свадби, каде што не се почитуваат мерките за заштита. Сега имаме пациенти со ковид позитив и со луѓе кои примале вакцина пред 2 месеца. Еве докази дека се пак со корона позитивни и со тешка клиничка слика со западен во дробови. Главна причина за ваков поголем број од мината година на ова време е тапанот, кларинетот, диџејот и хармониката. Барам да оние кои примат вакцина, кои се примат пред 2-3 месеци, да не шират гради, да не се прават ерои, од и нив 50 на 50 ги фаќа корона позитивна и може да се главна причина за нив што ги заразуваат луѓето кои можда нема никогаш да прелегуваат COVID-19, иако не се примале вакцина. Сепак барам на граѓаните на Македонија да бидат предпазливи, седе кај ќе одат и да се вакцинират. Ја не сум против вакцини, ама ете и вакцината не штити како што треба. Голема грешка беше, значи, луѓе сме што ги пуштевме свадбите да бидат и други собири во последно време. Од главна причина тие се. Бројот е далеко поголем од што го кажуваат Центар за јавно здравје, од и луѓето сега купуваат тестови по аптеки, покажуваат можда не точно резултати, сепак се позитивни, пошто ми ги знаеме, не треба сега никаков тест да имаме. Во ординацијата на доктор Асани евидентирани се 50 на ковид позитивни пациенти, од кои што 30 на веќе имаат примено вакцина. Останатите прв пат се позитивни и не се вакцинирани, посочува Асани. Во текот на вчерашниот ден е забележан значително зголемен интерес за вакцинација помеѓу граѓаните. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 624.819 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 11.925 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 16.955 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.115.988 дози вакцини, а ревакцинирани се 491.169 граѓани. При крај се градежните работи на спортско-рекреативниот комплекс на спомен Костурница. Комановци ќе добијат нови спортски терени. Изградбата е во рамки на проектот кој се реализира со општина Гнилане. Во завршна фаза се градежните работи на спортско-рекреативниот комплекс на спомен Костурница. Изградени се терените, поставена е вештачка трева, заштитна ограда, амфитеатар, паркинг простор со облекувална и нови клупи. На локацијата ќе има фудбалско, кошаркарско и тениско игралиште, но и детско катче. До крајот на септември треба да се постават и фитнес прави за вежби на отворен простор, да се уредат трим патеките. Изградбата на овој комплекс е во рамки на проект во кој е вклучена општината. Во рамки на проектот на тука на споменик Костурница, проектот се вика за јакнување на вредности на културно и природно наследство. Тоа е соработка прекогранична соработка помеѓу општина Куманово од Република Северна Македонија и општина Гнилане од Република Косово. Крајно време беше овој дел од градот да заживее малку, да внесеме малку
спортски рекреативности за граѓаните на општината и за постарите и за помладите исто така. Во проектот се вклучени и низа други активности како организација на различни настани меѓу двете општини. Во рамките на проектот имаме и некои други содржини како што се клупи, имаме фитнес прави за вежбање, за рекреација и овој момент сакам да го искористам да апелирам исто така до граѓаните да се однесуваат совесно спрема овие содржини со цел што можно повеќе да опстанат тука, значи да можат сите жители да ги користат и да оставиме едно добро место за рекреирање на кумановци и сите од североисточниот регион. Проектот започна лани, а треба да заврши во септември. На 23 и 24 август, следната недела, од 5 до 8 часот на територијата на нашиот град, ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени јавните зелени и цветни површини во градот. Целта на третменот е спречување на ширење на заразни болести, каде како вектори се јавуваат истите. Третираните површини ќе бидат видно обележани и не се препорачува подолг престој на површините како за луѓе, така и за животни, особено непосредно по извршување на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе се одложи за наредниот ден, се вели во известувањето од општина Куманово. Вториот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2021 започнува утре на сцена пред Центарот за култура Трајко Прокопиев и ќе трае 3 дена. На фестивалот ќе настапат околу 450 учесници, ансамбли и културно-уметнички друштва од Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија и Македонија. Фестивалот е во организација на културно-уметничкото друштво Панче Пешев, МКЦ Козјак и Фондацијата за култура и спорт, а со финансиска поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово, како и Министерството за култура. Медиумски покровител на фестивалот е Телевизија Плюс. На специјално направена сцена пред Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер започнува вториот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2021, кој ќе трае до 22 август. Љубителите на фолклорот ќе имаат можност 3 вечери да уживаат во музиката и игрите на ансамбли и културно-уметнички друштва од Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска и Бугарија. Иако претходно беше најавено и учество на фолклорна група од Грузија, деновиве настапот е откажан, рече на денешната пресконференција председателот на организациониот одбор на фестивалот и на културно-уметничкото друштво Панче Пешев Мирослав Крстевски. На фестивалот ова година ќе земат учество 4 држави од Европа и се разбира 6 ансамбли од Република Северна Македонија. Од странство ќе земат учество Република Србија, представник од Белград, потоа Република Хрватска, представник од Вараждин, Република Црна Гора со представник Захко Милјот од Никшич и Бугарија од Софија, представник од Софија. Од Македонија ќе земат учество Кут Панче Пешев од Куманово, ансамбл Битола од Битола, ансамбл студентски ансамбл Мирчасев од Скопје, амалска група од Сарај, Скопје, Вевчани, ансамблот од Вевчани и Бојмија од Гевгелија. Првиот ден на отварањето, значи предходно со почеток во 18 часот, ќе има дефиле, ќе се организира дефиле со сите учесници тој ден што настапуваат по улиците на Куманово. При доваѓање, значи, некаде околу 7:15, 7:20, ќе биде свечено представување на самите учесници тој ден. Меѓународниот фестивал ќе го отвори градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, а поканети се и представници на државниот врв, министри, амбасадори. Пред присутните на сцената први ќе настапат домакините, односно културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Крстевски потенцира дека манифестацијата ќе се одржи со строго придржување на протоколите донесени од владата. Ангажирана е и редарска служба која ќе биде задолжена за проверка на потребните ковид документи на посетителите, кои што ќе сакаат да влезат и да седнат во оградениот дел во кој ќе бидат поставени околу 300 столчиња.
Да напоменам дека истите во делот кој ќе биде ограден пред самата сцена, ќе може да влезат и да седнат, значи, луѓе кои се вакцинирани или кои имат потребните документи, значи тест, одлежаност на пандемијата и нормално примени 2 вакцини. Другите можат од страна да гледат, меѓутоа внатре нема можно да влезат, бидејќи знаете дека протоколите течат и не сакаме ни вас да ве ставиме во ситуација, ни не се ставиме во ситуација да имаме проблеми со законот на нашата држава. Тие ќе настапат сите со една коreografија, со најексклузивните твои настапи, така да верувам дека учесниците и љубителите на фолклорот ќе имат можност да видите една разнолична програма. Учесниците на фестивалот в сабота ќе имаат прием кај градоначалникот Димитриевски, информира Крстевски, а настапите и втората и третата вечер започнуваат во 19 часот и 30 минути. Вториот меѓународен фолклорен фестивал е во организација на културно-уметничкото друштво Панче Пешев, МКЦ Козјак и Фондацијата за култура и спорт, а со финансиска поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово и Министерството за култура. Медиумски покровител на фестивалот е Телевизија Плюс. Полицијата во Свети Николе поднесе кривична пријава против 50-годишен граѓанин на Свети Николе, вработен во МВР поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело лихварство. Пријавениот во период од минатата до јули оваа година неовластено се занимавал со давање на пари на заем, како и на потрошни предмети на одложено плаќање, искористувајќи ја социоекономската положба на оштетените, при што се здобил со имотна корист од 539.800 денари. Повеќе детали може да прочитате на нашиот сајт tvplus.mk. Во продолжение следуваат и кратките вести од Македонија. Поради намалениот број на пожари и врнежите од пред неколку дена кои ја подобрија состојбата, од денеска јавното предпријатие Македонски шуми ја облажува мерката за забрана за движење во шуми, само со однапред добиена дозвола. Правните и физички лица кои имаат потреба да се движат во природа, од денеска со однапред добиена дозвола ќе можат да го направат тоа. Ова се однесува и на планинарите и на параглајдеристите кои што ги користат планините за своите активности. Не фалат образци за лични карти, системот е добар, само треба да се изгласа законот за лични карти, напиша министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на неговиот Facebook профил. Не обвинувам, само ги повикувам тие што се платени од граѓаните да ја вршат работата да го изгласаат законот за лични карти, бидејќи овој проблем покренува многу проблеми во секојдневното функционирање и мора да бараме излезно решение за да граѓаните ги остваруваат своите права, објави Спасовски на Facebook. Апелира секој еден одговорно да пристапи, член на парламент, влада или локална самоуправа, да им служи на граѓаните за да може, како што напиша, да работиме. Досегашните правила за влез во Грција, кои важат и за државјаните на Македонија, се однесуваат на документ поврзан со COVID-19 и пополнет формулар, продолжени се до 27 август. Согласно новата министерска одлука, предуслови за влез во земјата за да се ограничи ширењето на COVID-19, што е веќе објавено во службен весник на Грција, а утрово стапи во сила, Македонија и понатаму е на листата трети земји за кои не важи забраната за влез во Грција. Отворени се сите копнени гранични премини, а за патување кај јужниот сосед потребен е сертификат за вакцинација или негативен PCR тест или потврда за прележан вирус, заедно со пополнетиот формулар. Секторот за внатрешни работи информира дека ноќва 1 час од пополноќ полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 29 годишен кумановец, откако кај него биле пронајдени марихуана и семки од растенијето канабис сатива. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти полицијата. Времето денеска во Куманово беше сончево со мала облачност. Максималната температура се искачи до 29 степени, а минималната беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за дожд, со дневна температура од 32 степени и утринска од 16 степени Целзиусови.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.